Граѓани, законот кој што денеска е пред нас е дел од пакетот закони кои што произлегуваат од реформските приоритети кои што имаме обврска да ги донесеме. Но треба да си го поставиме прашањето дали овој закон што е пред нас е реформски. Одговорот би бил делумно. Дали содржи целосен одговор на нотираните проблеми во функционирањето на институцијата Народен правобранител на Република Македонија? Одговорот е негативен. Ноторен факт е дека ситуацијата со кршењето на човековите права во Република Македонија е алармантна. Ноторен факт е дека активноста на народниот правобранител во оваа сфера е недоволна. Но исто така, ноторен факт е дека односот на државните институции кон ваквиот ограничен ангажман на народниот правобранител е игнорантски. Во извештајот на Прибе стои дека изгледа дека кај омбудсманот не постои волја да се користи неговиот мандат целосно, веројатно заради тоа што тој балансира помеѓу тоа да не ја вознемири многу власта во врска со конкретни случаи и неговата можност да испитува помалку политизирани случаи. И во ситуација кога народниот правобранител, според извештајот на Прибе, не се осврнува систематски на откриените кршења на човековите права и се занимава главно со случаи кои нема политички да ја вознемират владата, дури и во тие случаи владата покажува игнорантски однос кон неговите укажувања. За да го видите тоа, доволно е да ги отворите првите страници на извештајот на народниот правобранител за 2015 година и да ги прочитате насловите: масовна повреда на правото на приватност и семејниот живот. По обелоденување на случаите на масовно прислушкување, народниот правобранител пишува дека се обратил до двете повикани институции, Управата за безбедност и контраразузнавање во состав на МВР и до јавното обвинителство, со цел да ги утврди потребните информации за да види дали има повреда на ова право. И уште на таа првична сумарна страница тој вели дека крајно, ви цитирам, крајно несериозниот и игнорантскиот однос на овие две институции кои со месеци или не доставуваа никакви одговори, или пак доставуваа формални одговори, веројатно во стилот на она што го рече Гордана Јанкуловска, ќе достават нешто округло па на ќоше, па никој ништо да не разбере што ништо не значи. Народниот правобранител таквиот однос на овие институции го оцени како чин на попречување на неговата работа. Овој закон кој што денеска е пред нас требаше да понуди ефикасни механизми, прво за спречување на игнорантскиот однос на институциите спрема укажувањата на народниот правобранител и второ, ако до тоа дојде, механизми за казнување на ваквото постапување. Она што е внесено во членовите 18, 24, 25 и 27 од предложениот закон не е доволно за зајакнување на ефикасноста на народниот правобранител. Како и сите реформи што ги прави коалицијата на ВМРО, ДПМН и ДУИ, и оваа наводна реформа во најголем дел од одредбите е обична шминка. Шминка која што ќе падне уште првиот пат кога народниот правобранител ќе се соочи со игнорантскиот однос на институциите. И пак ќе се открие големата лага на власта, која сака да прикаже дека нешто прави и само тоа да го штиклира во завршените задачи, но во суштина да не подобри ништо во животот на граѓаните и да не ја зајакне контролата врз власта. Затоа, колеги пратеници, ја знам дека постојано ве ставаат во ситуација да браните нешто што не е одбранливо, белото да го правите црно и црното бело, да гласате закони за кои што тврдите дека се реформски, а потоа кога ќе треба да стапат на сила да ги одложувате за да не излезе на виделина големата лага која што сте ни ја пласирале,
но мислам дека треба да се замислите сериозно кога ќе бидат понудени амандманите на овој закон. Погледнете го извештајот на Народниот правобранител на страна 11. Насловот е "Полициска бруталност врз демонстрантите". По укажувањата на Народниот правобранител за полициска бруталност врз демонстрантите кои што протестираат против погубните политики на владата, одговорот што го добил од секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, го цитирам Народниот правобранител, како и вообичаено бил чисто формален, а во него не бил даден осврт на бруталното постапување на полицијата. И тука Народниот правобранител констатира дека тоа представува уште еден доказ дека продолжува праксата на формална, а не суштинска соработка со овој орган. Зошто ви ги потенцирам овие делови од извештајот на Народниот правобранител? Затоа што секоја реформа, кога се прави, треба да даде одговор на проблемите кои што постојат. Законските решенија треба да понудат решенија за слабостите. И сега се соочуваме со ситуација во која што сакате да донесете закон само да си ја симнете обврската од грб, но ништо да не смените суштински од она што е реален проблем воочен во изминатиот период. Проблемите со игнорантскиот однос на институциите не се забележани само кај МВР, туку и во други институции кои што се под контрола на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Еве погледнете во извештајот ви стои наслов: "Катастарот ја попречува работата на Народниот правобранител". Понатаму Народниот правобранител укажува дека Македонската радиотелевизија со години бесправно располага со парите на граѓаните, на страна 18 од неговиот извештај. Но она што е уште попоразително во тој дел, стои дека Народниот правобранител изготвил посебен извештај и ги информирал раководните структури на Македонската радиотелевизија, на владата и собранието, но немало одлука за запирање на незаконитата наплата, како ни одговор зошто е тоа така. Она што треба нас како пратеници да не загрижи е тоа што собранието е посочено како орган кој што не реагирал во ситуацијата подобен извештај од она што значи укажување на Народниот правобранител. Ние како опозиција неколку пати го покренавме прашањето за незаконската наплата на радиодифузната такса. Баравме и законски измени, но за жал не можевме да влијаеме врз совеста на мнозинството во ова собрание, дали ќе гласаат согласно уставните принципи и интересите на граѓаните или пак согласно самоволните наредби на владата. Така и со овој закон пред нас. Истиот треба сериозно да се подобри. И ако не ми верувате мене, отворете си ги препораките на меѓународните експерти, погледнете што препорачуваат тие и погледнете потоа што е содржано во законот. Ако сакате и нив да ги дискредитирате како странски служби, бидејќи за вас секоја меѓународна препорака е дискутабилна, тогаш прочитајте си го ставот на самиот народен правобранител, кој што вие како мнозинство сте го изгласале во ова собрание токму на 24 декември 2012, откако ја изфрливте опозицијата од оваа сала и откако ги изфрливте новинарите од галеријата. Народниот правобранител избран со вашите гласови на црниот понеделник го критикува вашиот закон и укажува на неговите слабости. Затоа потребни се сериозни подобрувања на она што значи законски предложен текст. Треба да се создадат механизми народниот правобранител да ја користи јавноста како сопствен сојузник, но и да се создаде обврска за народниот правобранител да ја користи таа јавност. Понатаму треба да се зајакнат механизмите кои што се во рамките на ова собрание за постапување по извештаите на народниот правобранител, да се зајакне независноста на институцијата народен правобранител. Во теоријата постои една реченица дека народниот правобранител е куче што лае, а не каса.
Ако се имаат во предвид забелешките на извештајот на ПРИВЕ за работата на народниот правобранител и генералниот впечаток за неговата работа во јавноста, треба да направиме законски измени кои што ќе го задолжиме народниот правобранител повеќе да лае, да создадеме обврска јавноста тоа да го слушне и да создадеме неможност институциите да бидат мирни од тоа лаење.